клучно и зошто сме на улица. На улица сме затоа што законот за јавни собори предвидува дека 21 човек се доволни да им прават проблеми на функционерите и на газдите. 21 човек се повеќе од доволно да ги нервираат. Да ги нервираат исто така како што тие ги нервираат работниците 2 години, како што работниците не можат да врзат крај со крај на месецот. Аргументите кои ги изнесувавме минатата година на седниците на економско-социјалниот совет кои се одржуваа позади мене во оваа влада, не беа прифатени од владините представници и од представниците на работодавачите. Аргументите дека на секоја една компанија затворени 2 нови се отвараат. Аргументите дека бројот на вработени од последното зголемување на минималната плата во 2022 година до денес се зголемен. Аргументите дека им ствараме капитал на газдите помеѓу 5 и 10 000 евра на годишно ниво во нето износ. Аргументите како тоа што беше нивен најголем изговор, дека работниците во Македонија не се доволно продуктивни, дека не може да ги зголемат платите затоа што нема доволно продуктивност или ќе ги зголемеле платите ако се зголемила продуктивноста. Тие аргументи Меѓународната организација на трудот ги изнесе пред некој ден со кој се потврдува дека работник со 24.379 денари минимална плата заработува месечно 290.000 денари на газдата, на владата, на функционерите и на сите останати. Само 17% од тој колач се дава на работниците за плата. Ако има пари во државата, има, но не се правилно распоредени. Тие сакаат да ги уживаат сите придобитки кои им ги даваат гласачите, кои им ги даваат работниците, наспроти работниците. Упатуваме порака до владата, денеска на денешната седница, многу сериозно да разговара за барањето на работниците за зголемување на минималната плата, како и за зголемување на останатите плати. Бараме многу сериозно да размислуваат и да разговараат на денешната седница, да ги ослободат работодавачите или да подадат рака и на бизнисот, како што ќе подадат рака на работниците за зголемување на платите и за ослободување на придонесите задолжително социјално осигурување. Ги потсетуваме дека пред една година кога бевме тука на преговори и на разговори, тие тоа еднострано го одбија, иако ССМ и работодавачите беа договорени за најмалку 6.000 денари да се зголемат платите на сите работници во државата. Некој тоа еднострано го одби, го минираше целиот процес, а тој процес денеска го чини државниот буџет 10 милиони евра месечно или 120 милиони евра на годишно ниво. Денеска сме тука 24 луѓе колку што има 24 министри, односно владени функционери. Но денеска имавме одлука на претседателството на ССМ, на која донесовме неколку заклучоци и неколку одлуки кои сакам да ги соопштам сега. Во наредниот период не исклучуваме ваквите таргетирани протести со 21 човек на улица, за да не ги заокружуваат, за да не ги оцрнуваат луѓето и за да не им се закануваат, да продолжат и по градовите, по потреба. Таргетирани градови каде што ќе предизвикаме функционерите и таму да не можат да се движат или да доаѓаат пешки на работа онака како што доаѓаат денеска, како што доаѓаа пред некој ден, како што доаѓаа и пред една недела. Дополнително, оставаме простор до крајот на месец февруари да седнат и да се договорат и да кажат за колку пари ќе зголемат минималната плата и за колку пари се спремни да ги зголемат сите останати работнички плати, затоа што веќе немаат апсолутно никакви аргументи. Аргументите кои не сакаат да ги слушнат на маса до минатата година, до крајот на минатата година, еве ги изнесуваме и на улица. Можеме да ги изнесеме повторно на маса, но да ни се подсмеваат и да ни кажуваат како тие сметаат дека минималната плата треба да изнесува и 800 евра, ама не сакаат да зголемат, е нешто што е несериозно во една демократска држава.